Учениците и вработените во основното училиште Свети Климент Охридски од Битола реши оваа учебна година да биде година на хумани дела. Заради тоа организираат низа активности, со цел да ги израдуваат и другите деца и да пренесат порака дека сите се подеднакви и дека не треба да се дискриминираат. Водени од оваа мисла, ученици од пето оделение под раководство на нивниот класен раководител Весна Аврамовска-Димитровска го научија знаковниот јазик за песна од Желко Јоксимовиќ, со што ги изненадија децата од Заводот за рехабилитација за деца со оштетен слух, говори глас Кочо Рацин од Битола. Гледајќи го спотот и ги научивме знаците. И целта беше да се пренеси пораката на еден интересен начин дека сите деца се подеднакви без разлика на јазичната бариера. Истата беше реализирана по повод патрониот празник на нашето училиште во Заводот за рехабилитација Кочо Рацин. Морам да кажам дека децата беа многу изненадени и наидовме на многу позитивни реакции. Од гестот што го направивме, искрено ние не го говориме, значи не го говориме знаковниот јазик, ниту го разбираме, меѓутоа гестот што го направивме, пораката која што сакавме да ја пренесиме, беше пренесена доста успешно. После оваа активност која најде на многобројни позитивни реакции, од училиштето стапија во контакт со Сдруженијето Иновативни мотиватори од Скопје, кое го спроведува проектот Биди супер херој, во рамките на кој ученици од Битолското училиште Свети Климент Охридски ги исцртуваат зидовите во клиничката болница Мајка Тереза во Скопје, а исто така подготвија и донација. Голема благодарност до Наташа Ивановска која што не вклучи во проектот и со можевме, значи, добивме шанса и ние да бидеме волонтери, учениците да бидат волонтери во клиничката болница во Скопје, Мајка Тереза, да посветиме еден ден на исцртување на зидовите за во собите за болните дечиња. Во склоп на нашата посета на клиничката болница решивме со дечињата да направиме покрај цртањето, да направиме уште еден добар гест, па така собравме плишани мечиња и ги дониравме во центарот, односно во делот за детска дијализа. И можам да кажам дека тоа беше еден многу убав момент, бидејќи во моментот кога ги дониравме, кога ги редевме таму, дојде мајка со детенце и баш се израдува на сето тоа што ние го направивме. Посетата во Скопје, основното училиште Свети Климент Охридски од Битола го искористи за посета на Собранието на Република Македонија, каде учениците од пето оделение има можност да се информираат за работата на Собранието.